Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Европскиот амбасадор Рокас во посета на Прилеп на средби со градоначалникот, представници од Советот и млади. Продолжува поинтензивна соработка на Европската Унија со Прилеп за развој на економијата, туризмот и инфраструктурата. Европската Унија будно ги следи реформите во правосудството, владењето на правото и борбата со корупцијата во Македонија. Голем одзив на заедничката крводарителска акција од Ротари и Лајонс клубовите во Прилеп. Денеска е Тримир, каква е традицијата во Прилеп? Пријава за физички напади во Прилепската болница. Времето денеска умерено, сончево и потопло. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чемовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни заставници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на фејсбук страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чемовчанец. Урбан маркетинг. Европскиот амбасадор Михалис Рокас во посета на Прилеп на средби со градоначалникот, представници од Советот и млади. Имавме плодни средби, посочи градоначалникот Продановски, потенцирајќи ја важноста од поддршката на Европската Унија за Прилеп, но и можностите кои општината ги има за поголем развој. Ние сме соработувале во неколку големи проекти, тука би ја спомнал пречистителната станица, би спомнал образовните програми Erasmus+, на кој што општина учествува. Сега сме во една фаза на соработка за проектот Аквана, со сериозни средства, повеќе од 700.000 денари, заедно со програмата Интерек за соработка меѓу гранична на соседните држави овде во Западниот Балкан, и сметам дека со нашите добро развиени односи и продлабочување на овие односи, дека граѓаните на Прилеп ќе имаат подобар квалитет на живот и дека она што значи општина Прилеп како пионер во Република Македонија по однос на третманот и на отпадните води, но и третманот на отпадот кој што се создава во општина Прилеп, а досега еден од главните проекти, спомнав и претходно, пречистителната станица, дека би продолжиле понатаму во развој на овој дел, што значи зачување на животната средина и подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. И уште еднаш огромна благодарност за посетата на амбасадорот и се надевам дека нема да биде ова единствена посета. Во најава и во разговорот спомнавме дека таму на почетокот на есента би бил повторно наш гостин за да ги видиме што се случило во меѓувреме како прогрес на општина Прилеп, до каде се реализацијата.
Реализацијата на европски проекти во Прилеп треба да продолжи со утврдување на приоритетите за развој на економијата, како што се индустриските зони, развој на инфраструктурата и поврзување во регионот, но и со поголем потенцијал што општината го поседува во туризмот, рече евроамбасадорот Михалис Рокас посредбите во Прилеп. Европската унија досега има дадено финансиска поддршка во реализација на проекти во животната средина и исто така во изграда на самите институции за младите, и тоа всушност што е многу важно да се види дека исто така ќе сетнеме после овој состанок исто така и ние да видиме кои се нашите приоритети што се однесува на третирање на цврстиот отпад, исто така за решавање на прашањето со дивите депонии, така да сите овие прашања кои што ќе разгледаме во иднина, се со цел исто така треба да размислуваме како да се развие туризмот во општина Прилеп, имајќи во обзир дека исто така вие сте општина која што навистина има многу да нуди во областа на самиот туризам. Ја како амбасадор на Европската унија, ова е моја втора посета тука, се разбира. Ја планирам веќе, предвидувам и трета посета во вашата општина и веќе размислуваме за многу други можности, всушност исто така и со градоначалникот беше исто така покренато прашањето во врска со индустриската зона тука во Прилеп, кој што исто така е важно. За владењето на правото и исправување со корупцијата може да видиме дека многу активности се спроведуваат. Министерството приготвува 30 на закони и клучните прашања со кривичниот законник. Европската унија будно ги следи спроведувањето на законите, потенцираше евроамбасадорот Рокас. Имаме информација дека Министерството за правда во моментот работи на изготвување на 30 на закони и се разбира, се надеваме дека клучните прашања кои што се поврзани со кривичниот законник ќе можат наскоро да бидат спроведени, се со цел да може да се подобри и борбата против корупција, така да ние очекуваме, сме во исчекување на сеопфатен и добар кривичен закон. Исто така од другата страна можам да кажам дека навистина сум охрабрен од забрзувањето, всушност забрзаната работа кој што се прави, се со цел да може да се изготват овие закони, така да ќе видиме што ќе се случи во иднина, откако ќе се усвојат тие закони, се разбира дека ќе го мониторираме спроведување. Денеска е Тримир, каква е традицијата во Прилеп. Сдруженијето Преродба традиционално вклучено во зачувување на адетите поврзани со празникот. Представува 3 дена пост, 3 дена вода не пиење. Тоа е фактички христијански празник кој го славиме сите ние македонците, а поготово во Македонија најмногу го чествуваме Прилеп и Струмица. Сега некој ако сака да си држи Тримир, треба 3 дена да не јади, 3 дена да не пие вода и тоа фактички треба 3 години едно по друго истото да го работи. Пченицата се прави со конопни зрна, затоа што тие што држеле Тримир 3 дена, ништо не јаделе, се омалаксани, нема сила, нема способност. И затоа пченицата се прави со конопни зрна. Конопните зрна ги знаеме што се. Му дава одна сила, затоа првин си ода в црква, се причестува, крстена вода се напива и после кој ќе дојде дома конопните зрна. И од конопните зрна кои ќе се касна, одма му дојдува сила, снагата се повреќа, енергија добива. Секоја година Тримир го одржуваме вака кога во поголем број, кога во помал, меѓутоа празникот секоја година го одржуваме, го пренесуваме, сакајки да младите бидат запознаени со овој празник и тие понатака да го пренесуваат. Празникот е поврзан пред тоа со прочка, еве неколку години со ред имаме и маска на карневалот, така да Сдруженијето Преродба опфаќа голем број на традиции, на нас.
Со заеднички сили денеска двата клуба Ротари и Лајонс организираа крводарителска акција која што најде на голем одзив кај Прилепчани. Ова е поред 17-та заедничка акција која што предизвика 80 крводарители да се пријават за дарување на најдрагоценната течност. Ова е една традиционална акција која се одржува по 17-ти пат и е во организација на Ротари клуб и во организација на Лајонс клуб. Ова е заедничка активност и целта е да заедно придонесиме кон заедницата во организирање на ваква крводарителска акција. Како се одвива акцијата барем досега и како е планот? Кои се очекувањата на двата клуба? Минатите години 17, значи поред како што ги правевме заедничките акции, имавме голем одзив. Минатата година имавме некаде околу 50 крводарители. Оваа година може да видите и од позади како зад нас колку има гужва. Очекуваме поголем број, некаде 60-70 луѓе. Од полициската хроника две информации. На 24 февруари во 14 часот и 30 минути во ОВР Прилеп НЈ, 31 годишен од Прилеп, на работното место во јавната здравствена установа Борка Талести во Прилеп, пријавил дека пациентката ВЈ физички го нападнала и попречувала во вршењето на службени дејствија. Истиот ден во ОВР Прилеп ВЈ, 68 годишна од Прилеп, пријавила дека била физички нападната од лекарот НЈ. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Истиот ден на 24 февруари во 16 часот и 30 минути на улица Јоске Рудановски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишили од слобода БД, 38 годишен од Прилеп. При контрола во сообраќајот, полициски службеници од ОВР Прилеп запреле патничко возило Hyundai со битолски регистарски ознаки, кој го управувал и по извршени проверки е констатирано дека го управувал возилото без да поседува возачка дозвола. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, једува слаб до умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец, локално до 50 км на час. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до -1, а максималната достигна до 12 степени. Во наредните денови, под влијание на поле на висок воздушен притисок, следува период на стабилно и сончево време со мала до умерена облачност и со пониски утрински температури. Во четврток ќедува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.